Почитуван колега Басри, слушајќи го вакашиот говор, се обидов да запишам неколку поенти од него, на кои што во оваа реплика ќе се обидам во оваа реплика да ги прокоментирам. Точно е дека Димитар Ковачевски со коалицијата ги избрка алтернатива по едногодишна употреба и вие кажувате дека станува збор за несериозна влада, меѓутоа ни вие како опозициона партија ние нема што да се грижиме, туку нека се грижат овие кои што сега решија да ги заменат алтернатива во владата, односно Алијанса. И навистина не знам дали Алијанса ќе биде спасител на оваа влада, заради тоа што во парламентарното мнозинство буквално ништо не се менува. Напротив, сметам дека со влезот во владата ќе биде спасител не за цела Алијанса, ами за нивниот председател Таравари и неколкумина околу него. Навистина не знам дали премиерот лажел како што велите вие, кога пред неколку месеци ги фалел министрите кои што денес ги променува, заради тоа што и тој со оваа реконструкција всушност се обидува да ја спаси фотелјата на која што седи. Имено ако не го прифатеше ова, најверојатно ќе немаше спасни за него. И она што може да се очекува, како ќе продолжи функционирањето на оваа влада, односно оваа реконструкција на влада, ако биде изгласана, јасно е дека ќе биде се исто како и до сега, нема да има никаква промена. Многу е јасно на секој човек веќе во државава дека Европската унија, евроинтеграциите всушност навистина се неинтересни и не е она на што работи владата на Република Македонија, заради тоа што ние всушност тонеме во корупција на секое поле, а првото поглавје кое што треба да се отвори ако отпочнеме преговори е полето правда. Така што тие воопшто не работат на оваа тема, не ни доставуваат закони во собранието како би се приближили кон европската регулатива, што кажува дека воопшто не се ни заинтересирани во наредната една година власт што ќе им остане, ако им остане, дека ќе работат на побрзо приближување Македонија кон Европската унија. Иселувањето всушност веќе за жал е голем проблем во државата и не само финансиите, туку вкупниот живот, целата атмосфера во Република Македонија е она што ги берка граѓаните, меѓутоа важно е што радиодифузната такса тие ја тргнаа, па ако луѓето немаат пари да платат